медиуми. Хуманоста и овој пат се покажа на дело. По приказната што ја објави телевизија Тилма за 20-годишната студентка Марина од прилепското село Долгаец, голем број граѓани, организации и предпријатија понудија помош за оваа девојка, која од мали нозе ги почувствувала сите искушенија во животот. Помош во пари, мебел, прибор за учење за 20-годишната студентка Марина Подигачовска од прилепското село Долгаец најавија десетина хумани луѓе и здруженија од земјава и странство по сторијата што Телма ја објави пред 2 дена. Многу сајтови на интернет ја објавија оваа потресна приказна за тешкиот живот на оваа девојка, која пред 4 години останала без родители. Па сама се бори со минимални 5900 денари што ги добива како парична помош од државата. Не останаа равнодушни многу граѓани кои без прекин звонат во редакција со желба да ја помогнат на Марина. Македонски железници АД Транспорт донира бесплатен годишен билет за железнички сообраќај. Најавена е помош од Сдруженијето на деца и младинци без родители. Други фирми изразија желба да ја доделат стипендија, компјутер, пари. Марина е студент на биотехнички факултет во Битола. Живее во трошна куќа во мала соба каде наместо пот и тепих гази на земја. Делови од таванот може секој момент да паднат. Спие на железен кревет, а во зима се покрива со бодликава покривка ткаена од козјо влакно. И не се жали толку на сиромаштијата колку што вели и недостига родителска љубов и топла мајчинска рака. Целата оваа помош на добрите луѓе сигурно ќе биде поттик за натамошно успешно студирање на оваа девојка, која и досега испитите ги полага со просек 8.